нели ако одиме постапно, нити пак во инвестирале во културата онака како што треба, бидејќи без култура, без историја која ја носи самата култура, која ќе ти го потврди сопствениот идентитет, постоење, знаење, јазик, посебност како народ и како нација и така натаму, свесно ги криеш тие важни параметри во поглед на она да се етаблираш ти себе си како народ во светски рамки. Еве, ајде не мора во светски, барем во европски рамки. И од таму доаѓа сега, од другата страна, непризнавањето или неприфаќањето. Во оној момент кога ние почнавме да се освестуваме максимално и почнавме нешто да правиме во сферата на културата, иако тие СДС беа таму на власт, грците веднаш го блокираат тоа со проблем на името. Значи, грците, дали со помош на некој друг или со помош на овие нашите или пак на некој од надвор, сватија дека ова парче земја овде за кое вие зборувавте се предмал, кој е полно со историја. Значи, каде и да копнеш, ќе најдеш артефакти кои потврдуваат автентичноста на постоењето на овој народ, далеку пред самите грци, далеку пред самите бугари или албанци и така натаму, оние барем соседи кои не обкружуваат, ако имаат аспирации да дојдат на овој простор со разни мешетарски, политички или не знам какви игри низ меѓународната заедница, која од друга страна не притиска. А тоа е вака една општа тема, значи да завршиме, тој што не ја почитува културата, не се почитува и себе си. Тоа е едната работа. Втората работа е кај што заврши за реформите. Јас лично мислам дека тие не се занимаваат со реформи, зборот реформи е многу голем за да го разберат тие самите. Имено, нити ќе направат реформи во културата, нити ќе направат реформи во здравство, нити ќе направат реформи во образование, во правосудство, во правниот сектор, во економскиот дел и така натаму, односно во сите сегменти на нашето општествено живење. Тие се донесени овдека по пат на вештачко парламентарно мнозинство кое е договорено негде на друго место, само и само да направат реформи во поглед на името на државата, во поглед на разлибитувањето на државата, во поглед на она што се вика уништување на државата Македонија. Значи, сакам да кажам дека нивната улога е единствено насочена кон тоа. Тие се донесени овде на власт само тоа да го направат. Во тој контекст оди и ова ребаланс на буџетот, кој вака јавно сака да ни покажат дека нешто прават во државата, во економската сфера или во сферата на финансиите, но всушност тоа е едни потемкинови села, позади кои се кријат овие многу постранишни работи, во кои треба да се продаде државата, треба да се продаде името и на крај краишта да се продаде народот во Македонија. Тоа е најстрашното. Инаку, овде е листот во кој пишува, нели, во поедини области од културата или во она што е многу битно, што е се скратено. Ја не би сакал да ги читам тие, да знаеме, тоа се огромни средства кои се скратени. Сакам да се навратам на оној период за кој зборувавте од 2006 па наваму, од како дојде ВМРО ДПМН е на власт. Мислам дека ВМРО ДПМН е на власт кога дојде од 2006 година наваму, начело со многу почитуваниот премиер Никола Груевски или председател само на партијата и така натаму, и премиер кој пак од друга страна имаше визија дека народ без историја, народ без постоење, народ без артефакти, без археолошки наоѓалишта и така натаму не е народ. И тој пресмета дека мора тука да се направи голем исчекор напред. Во тој контекст сакам да ја пофалам исто министерката Канчевска-Милевска, која несебично сето тоа го прифати на начин како што го прифати, сигурно во договор или во спрега заедно, сите тие работи да се реализираат. И тука не стануваше збор за колку финансиски средства треба да се одвојат. Станува збор да се открие сето она што ни недостасува во еден одреден временски период во однос на она што се вика потврда на самиот идентитет, бидејќи во изминатите години, додека беше Југославија, ни беше тоа право ускратено од страна на тогашната власт, се со една цел македончето да не знае кој е. Односно да биде секогаш паричка за подкусурување на повисоките сфери на интерес во политичка смисла зборува. Во тој контекст, значи, тргна работењето и во сферата на археолошкото истражување, и во сферата на зачувување на истите, и во сферата на оспособувањето на овие антички театри покрај Скупи, нели, Истоби, односно Хераклеа и така натаму, оние кои ги имаме, за да можеме тие да ги претвориме во големи туристички атракции, од кои покасно ќе имаме, нели, бенефит или она што СДС цело време го зборува, напразно вложување или непродуктивни трошоци кои не вложуваат со пари. Не, напротив, тие ќе донесеа. Тие
или поготово овој министер сега што го имаат книгочитачот, ја што го викам, бидејќи многу книги читал, никогаш претходно не дојде до 2002 година, односно 2002-2004 да ги праша лидерите на СДС зошто не почнале или зошто не го заштитиле Плавошник. Плавошник како универзитет е првиот универзитет далеку пред сите европски. Значи Европа почнува од Плавошник, не почнува од ова ново време. За да може тој истиот министер да држи пресконференции, сегашен нели, пресконференции околу заштитата на истиот тој Плавошник. Тоа е во најмала рака лицемерие кое тие цело време и врз основа на истото сака да владеат во нашата татковина. Значи секогаш се на ивица на предавство на собствениот народ, визави повисоки само за нив интереси и цели. Значи ситен собствен интерес на сметка на целиот народ. Знаеме уште колку пресконференции и други држеше тој истиот министер, но сега е веќе министер и првото што го направи е ова, да ги скрати сите средства во Министерството за културата. Во поглед на сето она што се вика културно живење, јас сум, значи, специфичен, јас сум актер по професија, доаѓам од театарската дејност. Театарската дејност во нивно време беше катастрофална. Баш као тоа платите беа ужасни. Откако се сменија работите кај нас, во театарската дејност, покрај програмската определба на сите театри кои ги имаме во Македонија, вклучително и некои нови, или пак она што се направи од театрите се направи во неколку градови центри за култура, преку кои имаше дом на култура, библиотека, театар и така натаму, музичка дејност, литературна дејност и така натаму, се што она опфаќа културното живење во градот, во општината од каде што нели потекнува. Сето тоа беше концентрирано на едно место со една единствена цел, сето тоа доди во една нагорна линија. Луѓето видоа голем бенефит од сето тоа. И сега сето тоа некој сака да ни го ускрати, односно да го уништи. Целта, да не се повторувам, ја знаеме која. Колку помалку знаеме за себе си, колку помалку работиме за себе си, колку помалку пари земаме од државата за да се издигнеме себе си, толку е подобро за нив, а тоа кај нив е оквалификувано како непродуктивни трошоци. Како што искажа тој нивниот министер за финансии, не знам како беше, Тевдовски, дека косата му паднала од забелешки за непродуктивните трошења во буџетот во претходната влада, во владата на ВМРО ДПМН. Сега се надевам дека со неговите продуктивни кратења ќе почне косата да му расте. Ќе има некаква нели баланс на сето тоа. Сега понатаму да продолжиме. Тука не смееме да ги забораваме, Виктор, според мене, големиот број на издадени книги, нели, во сферата на книгоиздателството, односно книги кои се однесуваат стручна литература и книги кои се однесуваат на литература воопшто за читање. Оние кои ги немавме преведени на македонски јазик и оние кои беа преку потребни на фелата, односно на луѓето вработени во културата, во сите сфери, за да можат, нели, да имаат стручна литература, и литература која не беше достапна или беше на друг јазик, на српско-хрватски или не знам, на англиски. Министерката Канчевска Милевска направи огромен број на дела на кои нели бевме сведоци на сите нивни промоции каде што беа објавени и секој може да ги купи, да ги земе и да ги беа достапни да бидат до народот. Значи тоа е. Во театрите се направи, ја реков пред малку, една страшна револуција во поглед на она што се вика театар, во поглед на она што се вика театарска дејност. За филмот, што да се каже, колку филмови се снимија, колку пари се дадоа. Во тој контекст сакам да кажам дека за се она што тие не обвинуваат нас, само доволно е да бидат малку луѓе, не многу, многу малку да бидат луѓе и да се запрашаат колку пари нивните блиски продуценти до нивната идеологија имаат земено на име филмска дејност, односно пари од Министерството или преку Агенцијата за филм, за која ги поддржувала во филмските проекти, кои пак тие како продуцентски куќи ги земале парите нели од државата за да може да го реализираат истиот филм. Тоа се огромни пари, но тоа во некоја друга прилика ќе поразговараме кога ќе имаме можност да ги споредиме бројките онака како што треба. Што друго да кажам сега? Покрај сето тоа, тие бараат сега и отчет, бараат некаква одговорност од луѓето кои биле на раководни позиции по разни институции. Зошто го зборувам ова? Ова го зборувам затоа што во последно време ни се случија неколку смени на директори во културата и неколку бркања од културата. Пример, знаеме, нели, дека
тројца има избркано од културата, во меѓувреме не се чу можда и некој друг, заради непродуктивност, а за возврат на тоа применија нов човек, за еден знам, уште неколку има советници, колку пари чинат тие не знам, но кратењето од овие средства се надевам дека ќе одат таму за плати, и бидејќи тие се многу големи стручњаци, Виктор, професионалци, како Петрица Рачини, како Перо Арсовски, како Џунер Исмаил, како Грчев, кој знаеме како го нарекуваше овој народ, измет, нели, канализација и така натаму, сега тој ќе бил советник во Министерството за култура, и овој народ треба да му верува. Мислам, без разлика кој за кого гласал, секој треба да си ја чукне главата, во прстот на главата и да се каже, чекај бе, овој човек е професор и академски граѓанин, народот го нарекува измет и канализација. Тој човек не заслужува таму да стапне во Министерството за култура, не советник. Инаку ќе кажам дека платата на тој Сарачини во овој момент е 37.000 денари нето. Трите напуштени нели од Министерството, кои имаа договор до декември месец, заедно зимаа месечно 45.000 денари нето. Па сега вие пресметете кој арно мислел, а кој мислел лошо. Тоа значи дека 2,5 работни места се фрлени во вода за да примат само еден. Сега, тоа е нивната девиза, тоа е нивниот начин како планираат да владеат овде. Значи, тоа што го зборуваат цело време режим, ова е режим. Тоа што го зборува слобода на медиуми, ова е тоа слобода на медиуми. Тоа што го зборува за реформи дека ќе правеле секаде, овие се реформите за кои зборувам. Значи, секаде кратат уништување и во поглед на тоа, за се она што се однесува во рамките на буџетот кој треба да ги санира, односно треба да ги сервисира сите општествени дејности кај нас, за се она што треба да го издадат или да го дадат како пари од буџетот, тие велат тоа ке. Значи во идно некое време, а кога не знаеме, а за се она што се случило зборуваат во минато определено свршено време, што владата претходно направила. Во контекст на тоа, јас вака би им порачал. За да бидеш ти министер за култура после Елизабета Канчевска-Милевска треба да подразмислиш. После се ова за овие 10 години што таа го направи во полето на културата. Значи треба да се замислиш. Од друга страна, тој господинот Заев треба многу добро да размисли дали може да биде премиер после Никола Груевски. Никогаш, според мене. Тој е премиер само и само да ја заврши оваа работа за која пред малку зборував, да ја разнебити и да ја продаде државата. Тој министер Тедовски никогаш не може да биде министер за финансии од типот на како се вика, од типот на Зоран Ставревски или на Кирил Миновски. Тие се далеку од сето тоа. Во контекст на ова уште нешто ќе кажем и ќе завршиме околу смената на директорката на Театар Комедија и директорот на Театар за деца и младенци. Замислете сега, тие одат и кажуваат дека требало отчет да има и дека секој оној директор кој не работел според правилата на Министерството за културата требало да биде сменет. Сега да го прашаме тој министер ние, кого јас обично го нарекувам книгочитач, ама мислам дека тој размислува од стомак. Неговата филозофија или неговото постоење е јади, пи, легни, спи. Онака како што изгледа. Се ова што го има направено овдека е асоциација на тоа. Ја сменува директорката Жугиќ, која од непостоечки театар, од театар кој се формираше пред 5 години, направи врвен театар, не само во Македонија, и надвор од Македонија. Сведочат многу награди кои сме ги добиле, нели кај што сме биле присутни. И сега тој човек сакал да ја смени Јелена Жугиќ, односно ја смени, заради тоа што го заробила Театар Комедија. Дали воопшто постојат луѓе во Македонија кои можат да го веруваат тоа? Дали воопшто постојат луѓе да веруваат дека тоа го направила Јелена Жугиќ, имајќи во предвид дека Театар Комедија продаваше повеќе карти од колку сите театри заедно? Има уште многу параметри за кои можеме да зборуваме. Зошто е сменат Братислав Димитров? Затоа што и тој во името на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН го заробил Театарот за деца и младенци. Не, затоа што тој рече дека тие представи кои ги правил Владимир Милчин не се за деца, туку се за нешто друго. И нивниот начин, според неговата перцепција, нормално. И сега тој директор има право да пресмета, да види, тој е творец на програмата, нели, за работењето на театарот. Тој е сменет точно само заради тоа. Односно, сменет е затоа што партиски е неподобен. Тие вертуваа дека ќе ставаат професионалци, стручни лица, не партиски, сега доаѓаат партиски луѓе. Доаѓаат луѓе, дури почнувајќи од, од највисоките врвови, од министри па надолу, почнувајќи од премиер, до долу, сите луѓе се катастрофално лоши.
непрофесионални, нестручни, а башка не се неопределени. Сите се дел или од СДСМ, или од шарените, или од соросоидите, или од невладините организации. Значи нас, државата сега во моментот ни е киднапирана од надвор со луѓе кои работеле за некои служби од надвор. Со една цел да се разнебити. Во тој контекст културата е разнебитена. Ако оставиме вака ова да тече, ако не го кренеме гласот онака како што треба, ако не се загрижиме за се она што сме ние самите, почитувајќи се себе си, па да се вратам на таа реченица, ние ќе отидеме во иглени уши, односно ќе бидеме цивковци. Значи ќе престанеме да постоиме како народ, ќе престанеме да постоиме. После 20 години ќе треба нашите внуци, ако бидеме доволно живи, да ги убедуваме дека овде некогаш постоеше една држава, земја се викаше Македонија, во неа живееја македонци и така натаму. Тие деца после 20 години нема да знаат дека овде била Македонија. Се надевам дека ова панел дискусија ќе вроди со плод и секој оној ќе се најде себе си. Има многу за дискутирање, но времето е толку. Јас би сакал уште многу да зборувам, но тоа е колку може во овој период, во овој краток простор да проговорам и да кажам нешто околу тоа што се вика култура, дејност и работење во културата.